you know? Здраво на сите. Ова е мојот прв влог и многу сум пријатно изненаден и возбуден, да речеме, од ова нели што снимам и што сакам да споделам некои работи за општи работи. Сега, денешната тема е зашто се заминав од Македонија. Многу ми е тешко да зборам за ова, но ќе мора да се почне од некаде. Од кај да почнам? Дојдов тука пред 3 месеци. Живеев во Македонија последен пат околу 8,5 месеци. И дојдов тука пред 3 месеци и сега сум така во Сиднеј, тука во Австралија. И сакам да кажам некои работи за Македонија зашто заминав во таму, така да верувам дека ова видео ќе ви се допадне, па се гледаме. Иначе ова е омилен пијалок, што го пијам од мал. Happy Cup се вика. И е многу онака баш азијскиот свет го пие. Многу е вкусно и мојот омилен е strawberry milk tea со 25% шекер. Големо е и помалку мраз има. Топ. Вака, првата причина уствари што заминав од Македонија е загадениот воздух. Мислам, тоа е, како да објаснам, многу е нели штетно по здравје прво и имав чувство како да се наоѓам во некој Чернобил, каде што е толку загушливо, толку мирисаше на пластика, толку нема никакви, да речеме, регулативи околу воздухот, нели, да се превзема некои мерки, зашто е толку загадено, значи од кај доаѓа тој загаден воздух, мислам сите знаеме од кај доаѓа, нели? Ама бар да направат нешто луѓе околу тоа, нели? Се протестираше нон-стоп и гледам народов е доста активен и решителен да го среди тој проблем. Меѓутоа не зависи нели од нас тоа све. Мислам и за мене и за многу други. Загаден воздух е нешто во 21 век што не смееме да си дозволиме, нели? И да, тоа беше првата причина зашто заминав во Македонија. Премногу ми беше воздухот нечист, загаден и ме гушеше буквално, онака секој излегување од дома, поготово особено во зима, ми беше као кошмар, онака, излегуваш, па не знам, маски треба да носиш или не знам што. Ептен беше страшно и мислам, баш ми е мило што тука во Австралија има чист воздух и секој ден онака сум благодарен као станувам и гледам колку е чист воздух, онака се возбудувам, барам се душа убаво и цело време има ветар дува тука и го чисти воздухот и океанот е блиску, така да преубаво е. Причина број 2, ја би рекол дека е политичката ситуација. Тоа е се поврзано економија, све заедно. Едноставно, знам дека никаде во светот нема идеална политика, да речеме one size fits all, нели? Ама тоа политика лоша, мислам, и на изборите цело време збореа за Македонија, уствари не се превземаше ништо, да речеме, не знам дали некои иновации, новитети да се направат, не знам, овие земји бар тука, да речеме, се води политика, не знам, за заштедување на водата, се води политика за зеленило, нели да има зеленило, посадени дрва, видите, како што одам пешки цело време, има дрва насадени тука, значи се мисли на тоа. И нека овамо ми се чини како да тапкаме во место цело време, како ќе биде нешто ново, да, овие ќе дојдат на власт, тие ќе дојдат на власт, но цело време е истото. И, например, таа стагнација мене многу ме кочи, ме нервира. И јас сакам да речеме прогрес. Цело време да има прогрес. Добра политика. Значи, прост пример, има одредени поединци што ги познавам во Скопје, каде што се грижат, не знам, за архитектура, нели? Стави ги низ, нека владеат во тој сектор. Има луѓе што се грижат, што дошле, да речеме, од странство, од Франција, од кај студирале, се вратиле кај нас и да им можност на тие од таму тоа што го има стекнато знаењето да го применат кај нас. Тоа е добра политика, да се движиме напред без разлика кој ќе дојде на власт, да се мисли на напредок. Овие сите мислат само кој да скрпи пари, кој да земе пари, ој да го вработиме, тој да го вработиме, ој на крај као каша попара, знаеш, луѓе се позамина, вклучувајќи ме и мене. Жалостно, нели? Причина број 3, само да напоменам дека причиниве не се
подредени по важност, туку сите се подеднакво важни, нели? Број 3 е немање борбен дух. Тоа го приметив, да речеме, кога разговарав така со рандом луѓе ке нас или играме, не знам, фудбал со некои луѓе, изгубија, као да очекуваме дека ќе изгубиме на преварат. Многу ретко одиме со тој борбен дух, дека Македонија можеме број 1 да направиме во некоја работа, не знам, во спорт или во било што, немаме оној борбениот дух и секој само гледаше, абе брат, кај нас не е добро, кај нас вака така, кај нас вака онака, а никој не каже дај бе да направиме државата подобро, дај нешто подобро да се направи, дај да сметаме дека ние македонците сме борбен народ, ние сме народ достоен за почит, ние сме народ кој што победува на спортски надпревари, на не знам, иновации на тоа поле, на ова поле, значи ми фалеше таа борбеност. Да речеме тука во Австралија, една работа што ја забележав општо е австралијанците се горди на себе. Горди се поради тоа што победиле на Олимписки игри, освоиле злато, нели? А кај дора во светот се почитувани, има актери, да речеме, во Холивуд, нели, глумати таму се доста популарни, фактички сите тие луѓе што победиле го креваат духот на народот и стануваат на некој начин амбасадори на таа земја, нели? Причина број 4, мислам дека 4 сме така, да? Значи вака, не се осеќав безбедно таму, мислам дека никаде во светот не можеш да бидеш 100% безбеден, нели? У тој смисла секогаш може да ти залета некој куршум или нешто да ти се случи лошо, така? Тоа е факт. Меѓутоа не се осеќав безбедно, пошто имам слушано многу приказни таму од другари, од луѓе вака, кај што одредени луѓе, рандом луѓе, не мора да се некои луѓе што се високи на позиција, направиле некаков криминал, да речеме, и поминале така без ништо, никој ништо да биде, нели? Да биде казнет за тоа дело. И тој дел не се така безбеден, пошто некако ми се чини како во Македонија да секој човек има врски ваму таму наму и може да ти наштети на некој начин ако сака и како не му можеш ништо на него, знаеш, и дури се плашиш некад као да имаш и семејство таму и дечиња, нели? И да направиш нешто таму и да ти се случи такво нешто и да не одговара никој за тоа или да те заштити некој или тоа малку тој дел, мислам, можеби грешам, поима немам, еве, кажете вие во коментари ваши искуства на оваа тема. Меѓутоа, од она јас што се чувствував додека бев таму, имаш елемент на тој на таа небезбедност, да речеме, кај што се осеќав дека сум ранлив и дека може нешто лошо да ми се случи и така натаму. Ева многу може ќе ви звучи застарена шема, ќе ви звучи како да сум некој од оние патриоти, знаеш, нешто се со значки што пијат пред кооперации, пиво и као Македонија, Македонија. Не се работи за тоа, а оваа причина се вика загуба на македонскиот идентитет. Сега, што сакам да кажам со тоа? Сите ние знаеме, нели, се смени името. Океј, тоа е веќе политичка дебата, не би зборил подлабоко за тоа, доволно е фактот што тоа се случило. Ми се чини како да сум, како без таму, како да сум во некоја друга држава, како да него имав доволно македонскиот идентитет. Сега, немој да мислите дека само за Македонија тоа се работи, пример. Генерално во Австралија тука ми се чини како да сум австралијанец, океј. Од знамења, од начин на размислување, од начин на, како што реков предходно, победува на Олимпијада ваму таму, значи знаеш дека австралијанците се такви. Климата тука тоа си го прави своето, луѓето, тоа е Австралија, нели? Се зборува на англиски тука, една власт има, таа е Англија, нема, мислам англиски, австралиски нема друго, нели? Кај нас ми се чини како да го изгубиме идентитетот, како да не знаеме кој сме и цело време само се бараме, дали се имиња, дали се бориме со овие, со оние, со тие, како да не знам што е Македонија, знаеш, тоа мене малку се ме нервира, пошто кога дојдов предходно на почеток, мислам дека имам некоја отприлика визија што е Македонија, зашто се мислам дека секој си ја доживува Македонија на свој начин, нема се дорам толку далеко да речам дека сум, не знам, Александра Македонски или не знам што. Наведен пример ќе ви кажам, кога бев во Чикаго на гости, бев кај еден специјалист, мислам дека беше хирург, не ми текнува, и тој беше роден, што се вика во Чикаго, значи збориме за човек што е американец, нели?
Ама он не беше така плави очи, имаше и руз беше малку, нели? Светол тен имаше и светла боја на коса. И он ми викаше као онака нервозно нешто, онака си го брани, вика, а јас сум вика потомок на Александра. Да. Са можеби тоа што го зборува е блеф некој, ама он веруваше дека потомок на Александар, он верува дека е дел од некоја раса што е напредна, некоја раса што е почитувана, силна, паметна и така натаму. Значи, тој дел во Македонија не го осети во овој пат, ми се чинеше како да сум не знам кај се наоѓам, загубено името, не знам што станаме после, као некој хибрид. Не знам, нека дефинира некој, нека ми каже што е тоа, така да јас сум потполно збунет што се однесе до ова прашање. Причина број 5, мислам дека за некој што израсна на запад, да речеме во Австралија, каде што има безброј активности, има да се прави што сакаш, има милион народи, има као туку интересно да речеме. И тоа малку ми фалеше кај нас што ми се чини како да немаше доволно активности, да речеме, не знам, концерт на некој ултра популарен бенд, не знам, Coldplay или така натаму, немаше доволно активности, немаше доволно авантуристички активности бар за човек како мене, кој што е по таа работа. Ми се чинеше како да е досадно и како да цело време чекаме некаде да одиме, не знам, до Врање, до Солун или да летнеме некаде за да се почувствуваме дека нешто правиме, нели? Освен тие кафаните и некои такви активности што се друго некако не ми текна како да има нешто екстремно авантуристички работи и тоа малку ми сметаше. Некако се осеќав посамено реално, онака како да немам што да правам веќе, знаеш. И за крај од моето јадење гомна, да речеме за овој сектор, за крај да речеме за ова јадење гомна, мислам дека она причината број 6 или колку е некако ми се чинеше како да неам иднината му, како да стана тоа токсична средина поврзана со политика, немаштија, не знам, замина цела држава, нема некои нови иновации, не се случува нешто ново, цело време исто па исто топкаме во место и таа токсична средина почна да ме јаде мене како за моите амбиции, за моите широко светогледи каде што сум шетал низ цел свет, малку ми сметаше да бидам во толку мала земја. Мислам, не ми смета големината на земјата, ми сметаше, како што напоменав, многу работи ми пречеа и тоа се ми стана токсично и сметам дека неам за сега иднината му и можеби во иднина тоа ќе се смени, како и да е, да не биде дека зборам само лошо за Македонија, сега ќе кажам и добрите работи што ги сакам за Македонија, така да, ајде. In your arms I call home. Do you know when it comes... Добре, дечки, како што реков, ќе зборам и убави работи, пошто стварно дефинитивно има убави работи, нели? Првото нешто што ми текнува е дома си е дома. Значи, каде и да одам во светот, секој македонец горд го знае тоа, каде да одам во светот, што и да правам, Македонија секогаш ќе ми биде дома. Знаеш, таму сум роден, јас сум роден во Чаир и сум горд на тоа. И не знам како мал сум јарал кај мајче, нели, бурек, како се вика, симит покача, геврек и така натаму, така да чувството на дома дека можам, не знам, да одам на пазар, се осеќам како свој или во Сити Мол да гледам кино или кај да одам во Мартини бар или што и да е, се осеќам како дома. Кај да одам, кога ќе стигнам на аеродромот таму, се осеќам како дома, го зборам мојот јазик, тоа е Македонија. Да, тоа. Број 2 мислам дека е географска положба, позиција или како се вика. Ми се допаѓа што Македонија е толку добро место географски, тоа што може да одиш од, не знам, до Германија за 1 час, нели, до Лондон за 2 часа лет, Франција тука близко е, Турција, Дубај, значи многу е добро географски позиционирана и тоа е она што ми фали. Да речеме тука во Австралија малку е, нели, знаеме кај се наоѓа, баш е далеко од целиот свет и да стигнеш до било каде ти треба 10 часа лет и така натаму, а ваму си некако, не знам, денеска ми е досадно, ќе одам до Солун или ќе одам до Врање или ќе одам до појма немам, до Загреб или било каде, едноставно имаш многу избор во толку мало место, се ти е блиску, така да мислам дека тоа е една од подобрите страни да живееш во Македонија.
Причина број, не извини. Број 3 мислам дека Македонија, она што ми се допаѓа се природните убавини. Едноставно, не знам, во село кога ќе одам онака стари куќи, водопади, па природни извори има, нели, може да се напиеш вода, тоа е многу интересно. Што друго, нели, матка имаме водно тука, значи Македонија, општо цела Македонија има добра природа според мене, има каде да се оди, во Струмица, во Битола, во Прилеп, било каде. Секој место си има нешто посебно за тоа место. И да, во толку мало земја, такви природни убавини, мислам ги нема никаде во светот. Она што ми се допаѓа друго е малскиот амбиент, ми фали тој, да речеме, не знам, седиш дома и досадно ти гледаш филм или нешто правиш и ти текнува, чекај, ќе идам до пекара некоја да земам бурек или ќе ги чекам во 9 саат, знам дека во Кром ги варат круфните во тоа време, знаеш, или геврекот го варат или стапчени или било што, тоа. Или ако одиш во аеродром во тој стариот дел позади седмица, има еден таков амбиент како малски, секој се познава со себе, тие малски продавници, продавачка да знаеш, она знае за тебе, знае дали ти се родило дете или не, знае дали ти се оженил или не си се оженил. И некако тој малски амбиент помеѓу наши луѓе ми се допаѓа. И да, дефинитивно малскиот амбиент е нешто што и да имаш некоја депресија да те фати, пак ќе го искрити што е таа топлина меѓу луѓето и некако ти поминува се. Ова фактички се надоврзува со претходното, мада не, можеби не индиректно. Чекај да видам. Да, одлични пекари сум напишал тука. Фактички пекариве таму што ги има некако секоја пекара ми е некако посебна приказна или не знам, сум морал нека до автокоманда ми кажал некој дека имало добар симит таму, поидам да го јарам тој. Или поима неам во Ѓорче има таму добри кевреси има, или во центар таму има еден бурек со тоа и тоа и тоа. Пекарите мислам дека се многу добри затоа што сака да џапа лебови као мене. Дефинитивно се добри и имаат навистина голем избор. Можеби не сите, ама Силбо да речеме има голем избор и онака секој влегување во пекара ти е како не знам што ќе одберам сега, што ќе јадам, благо, солено, ептене добро, има за секој нешто. Значи од канцеларија доаѓаат луѓе, јадат таму или пак средношколци или повозрасни луѓе, како и да е, или се враќаш некаде дома од дискотека, имаш што да јадеш во пекара. Сега ќе зборам малку лошо тука. Мислам дека храната општо во кафаните или нели она порана што беше синоним Македонија и добра храна има, мислам дека тоа во последно време малку се расипа и место што го слушат во кафаните е во поголем дел ужасно од она што сум слушал со луѓе и не ми се допаѓа што во одредени сектори храната, квалитетот на храната падна малку. Така да тоа баш не го обожавам тој дел, ама пекарите дефинитивно се добри и на секој што оди натаму му препорачувам да проба писа бурек е оки или симит покача во Вардар, зачини, пекара во автокоманда. Да. Сега ова маса ќе би биде чудно, ама ја би го пофалил здравствениот систем таму. Откако дојдов тука, некои работи ми се исподесија во Македонија, каде што дојдов тука да се проверам за одредена работа, ќе ја спомнам тоа во некои други влогови. Мене ми се чинеше таму како да беше се некако подостапно, идеш кај матичниот, ти препорачува специјалист, одиш во државна, не се плаќа нешто многу пари и кога проверуваш крв или мокрача тие работи не беше нешто многу скапа и некако беше подостапно. Од друга страна па тука ми се чини услугиве се многу поскапи, има избор, да не викам не, можеби се подобри во квалитет и така натаму, ама би рекол дека во Македонија се подостапни, тој што е нели што има повеќе финансии може да се дозволи побрзи услуги во здравствениот сектор, во приватниот сфери. Така да тој дел малку ми е чуден, таму се осеќав како идам кај матична, ме знае, ја знам неа, бам, ми средува, одам, се прегледувам, некако се беше побрзо. Да, знам дека и таму има доста лош здравствен систем, мислам, случаеви каде што не ќе ме зборам за тоа, нели, знаете што се случило таму, ама она што зборам за прегледи, за некои такви помали услуги, мислам дека сме доста, можеби дека е мало местото, можеби дека се достапни луѓево или па мене ми се случило тоа, појма неам, и сум доста изненаден од
од здравствената услуга што добив во Македонија. Да речеме, бев 2 ноќи на оделение на нефрологија и ми правија биопсија на бубрек. Фактички не знам кога влегов таму, се беше топ, храната, негата, мислам тие 2-3 дена што бев таму беа како викам Македонија се наоѓам или во Америка, знаеш, онага баш пријатно се изненадив и мислам дека не треба толку да плукаме по здравствениот систем ако некои поединци го злоупотребиле, али мислам дека верувам дека има луѓе кои што си ја сакаат работава и зависи на кој ќе налеташ кај нас. Да, тоа. Океј, дечки, доаѓаме, се шетам тука во мојата стара населба Кабрамата. Ова е претежно азиска населба и е многу така мирно и ќе направам се уште еден влог после ова. Некои лекции сакам да споделам од тој период од мојот живот кога бев околу 19-20 години. Сега вака, тука имам запишано каков тип на човек може да живее во Македонија. Добро, ајде, што и да зборам сега, ве молам, коментирајте доле и кажете ми вие каков тип на човек може да живее во Македонија. Ова е мојот тейк. Вака сега, мислам дека тој што работи некоја работа онлайн или е во IT сектора каде што платите се драстично поголеми од просекот и така натаму, тој човек може да живее во Македонија, да си пружи себе си добар живот, со тоа што заработува повеќе пари, тој може да си дозволи да патува, може да си дозволи подобри здравствени услуги, подобар одмор да изгора, подобар квалитет на живот, што се вика, дали ќе си купи подобра храна за дома, облека, заштита и така натаму, така да тој што работи онлайн и е во IT секторот, мислам дека може да живее во Македонија. Број 2 е тој што обожава кафанскиот живот, би рекол, таа музика, не знам, тој амбиент во Дебар Мал, да седне, да боцка. Ја бев тој човек, пред да ми се исподесија некој работи, кај што не смеам да јадам таква храна, не смеам да пијам ништо. Ке имам и видео и за тоа. И мислам дека тој што сака да се забавува по кафани, друштво, мало, 50 души на маса, боцка салати, ракија, нешто се сликаа тука, или после работа, нели, што прават тимбилдинг, како се вика. Мислам дека тој ќе му одговара животот во Македонија на него. Океј, одиме сега. Добре, тие што сакаат планински активизам исто Македонија добро место за нив. Тие што сакаат да одат во село, да шетаат по планини, или имаме доста добри планинарски тури кај нас. Тој човек им одговара да живее таму, пошто село времето ќе може да го посвети на такви активности, ќе оди на водно, ќе вози точак некаде или било што, така да тој човек што сака планини, Македонија е идеална за него. Ова малку ќе звучи грубо, но сметам дека тој што има врски, за жал, или не за жал, појма немам, може да живее во Македонија, со тоа што познавам неколку поединци такви и животот навистина им е полесен. Едноставно, се што прават, кај да одат имаат врски, за доктори имаат врски, за ова, за она, за закони, за било што, имаат врски. Значи, тие луѓе може да живеат таму и доста добро поминуваат, да речеме, и сега сум многу љубоморен на нив, реално. Добро. Океј, ја мислам дека ова што го пишав тука е голем патриот. За да живееш во Македонија, нели ти треба, добро ако си од обитниот човек, ти треба да речеме некоја, како да речем, силна волја. Ти треба да бидеш голем патриот, да сакаш земјата многу и да се бориш и покрај тоа што знаеш дека условите можеби не се баш идеални и местото не е баш идеално за живење, пошто сите знаеме дека бегаат, нели? Ама тој што има волја, што има челитни нерви да преживее таму, што да сака навистина земјата и што се обидува да направи нешто во Македонија и да создаде нешто, дали има бизнис, дали работи таму или во некој сектор кај што има влијание врз општеството, мислам дека тој човек треба да се живее таму, пошто кај да го однесеш тој човек ќе сака да се врати, ќе биде носталгичен, така да подобро му е да седи во Македонија, пошто тоа е тоа, си ја сака земјата, патриот и така. Океј, ова е последново, мислам дека тој што ја сака Македонија фактички и сака и културата на Македонија, да речеме, не знам, за Великден, за Божик, да се соберат, нели, да биде традиционален тип на човек, да ги знае сите традиции, нели, паричката за батник, така натаму, значи, тие луѓе што постат, ова, мислам дека тој кој им одговара во Македонија, пошто
Едноставно дури празниците што се во Македонија се дизајнирани за таков тип на луѓе кај што денеска е државен празник и не се работи, нели? Додека во Австралија, ако си да речеме традиционален човек по македонската култура, можеби на Велиден ќе те погоди да треба да работиш. Ја многу пати сум отишол тука во црква на 7 јануари, кога ми е роден ден, хаха, и на 7 јануари во црква нема многу луѓе, пошто се на работа. Нели, во Австралија тоа не е државен празник, така да тој што ги сака традициите, ги знае нашиот верски календар и така натаму, ќе му одговара Македонија многу и ќе се чувствува баш онака топло, убаво и добро дојдено. Оке, дечки, ова беше мојот првиот влог, ја не знам и како зборев, што зборев, знам дека некади брзо зборам и нечисто зборам и не знам што, ама се надевам дека ги кажав моите ставови во врска со оваа тема, следуваат многу интересни теми и баш сега ќе прекинам со ова видео, ќе снимам ново видео, така да ви оставам во добро расположение, да имате убав ден и пишете ги вашите мисли, коментари, јас ќе прочитам и ќе се обидам да ви вратам и така, да имате убав ден, се гледаме. Чао!